Се деталите од случајот го прашам Даниел Василев. Даниел, што вели Димитровска? Така е, цаци, ниту збор за оставка во ова незино прво писмено соопштение, односно една недела откако таа беше изведена пред судија на претходна постапка кој одреди мерки на предпазливост за случајот Адитив, за кој таа се сомничи дека оддала службена тајна. Таа практично вели дека ќе ги почитува овие мерки на предпазливост, но вели дека повеќе нема да дава изјави во јавност, дека ова ќе биде последно додека не заврши истрагата. Како што кажа и сама ти вели дека зборувала односно комуницирала со семеен пријател, односно за поранешниот директор на ТЕЦ Неготино. Инаку во меѓувреме и незината заменичка вели дека членовите на антикорупцијската комисија не планираат да си поднесат оставка бидејќи не се чувствуваат повикани за такво нешто. Во меѓувреме тие ќе работат на внатрешни контролни и превентивни механизми за да не се случуваат вакви работи. Сите детали ги имаме во продолжение. Ни збор за оставка од претседателката на антикорупцијска. По цела недела МОЛК Татјана Димитровска во писмено соопштение потврди дека комуницирала со поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, за кого вели дека е семеен пријател. Но Димитровска тврди дека тој дури по комуникацијата добил притвор и статус на осомничен во случајот Адитив. Димитровска тврди, кредибилитетот и интегритетот на Државната комисија за спречување на корупција во никој случај не смее да биде оспорен. Од соопштението од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се согледува дека нашата комуникација траела до декември 2024 или пред да му е изречена мерка притвор. По оваа мерка кон него јас престанувам со комуникација. Содржината на комуникацијата се однесува на разговори без никаква поврзаност со случајот Адитив. Дел од споделените информации се однесуваат на јавни документи чија содржина пред нашата комуникација е објавена во јавност, а останатиот дел е вообичаена пријателска комуникација. За оваа моја комуникација изразувам жалење и укажувам дека е направена без никаква намера да влијаам на постапката или на било кој аспект на истрагата. Ова го тврдам одговорно, вели Димитровска. Уверува дека целосно ќе соработува со истражните органи, но и дека во целост ќе ги испочитува мерките на предпазливост кои ги додели судот. Во ДКСК во тек е постапка за проверка на имотната состојба на Стојановиќ. Електронскиот систем за распределба предметот го доделил на друг антикорупционер. Димитровска тврди дека немала никаква можност како да влијае ниту врз постапката, ниту врз исходот, бидејќи одлуките во антикорупцијска се носат со мнозинство. Ниту другите членови на ДКСК не се чувствуваат повикани да поднесат оставки. Заменичката на Димитровска, Билјана Каракашова Шулев, во интервју за Призма, вели дека ситуацијата е деликатна, а членовите вложувале максимални напори за да ја надминат внатре во институцијата. Прашана дали членовите размислувале да направат проверки на предметите што се сработени откако Димитровска е начело на институцијата, Каракашова Шулев вели дека нема потреба да се проверуваат одлуките што се донесени колективно на јавна седница. Во моментов цениме дека на оние одлуки што се донесени колективно од комисијата на јавна седница нема потреба да им правиме проверка затоа што и во моментов немаме подетални информации од оние што се објавени во јавноста. Конкретниот настан е во надлежност на правосудните органи и тие мора да го расчистат случајот, а ние во меѓувреме ќе работиме на внатрешни контроли и превентивни механизми, вели Каракашова Шулев. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ја сомничи Димитровска за оддавање службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, кој е осомничен во случајот Адитив. Предметот произлезе од новинарско истражување и се однесува на набавка на хемиски препарати против згура и троска за термоелектраните РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј. Во Адитив опфатени се вкупно 34 физички и 5 правни лица. Тие се сомничат дека набавките ги правеле по нереално високи цени со што направиле штета врз буџетот.